рековме, Велковски доби нова, многу одговорна позиција, шеф на одделот за борба против организиран криминал. Има ли работа за Велковски во начинот на кој што МВР ги додели последните лиценци за испитните центри? И знаете зашто ве прашувам, затоа што дел од фирмите кои што ја добија лиценцата беа формирани само на неколку дена пред објавувањето на јавниот оглас. Не само за Велковски, туку за сите институции, веројатно и за обвинителството, ако процени дека треба да има постапка, Министерството е отворено во делот на нови огласи. Сакам да кажам дека и оваа констатација која што изнесувате, апсолутна манипулација со јавноста, заради тоа што една фирма во испитен центар во еден регион, дали е тоа сега конкретно за Скопје, имала лиценца 10 години. Најлогично е дека сите други фирми кои што конкурираат не може да бидат стари фирми. Затоа што дали вие би направиле фирма која што 10 години ќе ја држи да ќе давате плата на 30 на 40 вработени, а при тоа да немате овластување да работите јавно. Но ако 7 дена пред огласот формирате фирма, тоа е веќе... Видете, сите фирми до една кои што конкурираат на огласот се нови фирми. 7, 10 дена, 5 дена и така натаму. Добра, не треба тие фирми да исполнат одредени технички предуслови, да покажат капацитет. Тука е клучната работа. Значи, фирмите не е важно колку време се формирани и колку време обстојуваат. Тука е важно со каков капацитет, потенцијал располагаат. Материјално-технички средства, човечки ресурси, просторни услови, информатичка технологија. Видовме на телевизиска сторија за оваа скопската фирма дека не личеше баш дека ги има сите тие просторно-технички услови. Јас сторијата гледав, меѓутоа не можев да заклучам дека е влезено во фирмата и дека нешто е снимено, а вие како медиуми можете да отидете веројатно да разговарате со нив и да ги погледате сите услови кои што ги имаат. Ја не ги знам, условите ги гледаат комисиите и врз основа на тие услови се добиваат бодови поени и тука апсолутно работата е чиста врз основа на законските одредби на подзаконските акти. Значи тврдите дека нема основа за сомнеж во тоа што барем две, мислам дека Скопје и Струмица се некако во фокусот. Сега фирми се формирани непосредно пред објавувањето на огласот. Јас ви кажувам дека сите фирми се формирани непосредно пред огласот. Вие повторно констатирате само две. Значи сите фирми кои што учествувале на огласите биле нови формирани. Освен старите кои што имале лиценца 10 години.